Да, во 8 часот и 30 и некоја минута време е за отворање на втората тема во отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена информација, точна и навремена или ИТН. Веќе ви кажав дека ќе зборуваме за мотивација и демотивација. Тука е професор доктор Благица Ризовска-Ванич. Овој пат во понеделник заради своји обврски, може да зборуваме и за тоа, да ни кажете каде ќе патувате, па кои искуства ќе ни ги донесете, да. Но зборуваме на интересна тема, мотивација и демотивација. Што треба да знаат веројатно најмногу директорите и менаџерите и ние сите потоа како работници, ако зборуваме за мотивација и демотивација на работното место, или можеби подобро, нели, дали е секогаш најдобар мотиватор само зголемувањето на платата или понекогаш е подобро да се внимава воопшто во циклусот на нели на унапредување, да речам, на вештините и можностите на своите вработени. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Да. За почеток, што е мотивација, што е демотивација? Значи, кога зборуваме за мотивација, мислиме на целокупната енергија, која што е движечка сила за да може да оствариме одредена цел, која што најчесто е базирана на одредена потреба. Значи, на темелот на мотивацијата се потребите. Доколку нема потреба, нема ни зошто да се поместам од одредено место или зошто да се станам утрово и да се спремам и да одам на работа или да дојдам во телевизија. Значи, потребно е да чувствувам некој пред се дисбаланс, некој не толку комфорен момент, нешто да ми фали во организмот, за да имам, нели, енергија да станам и да превземам одредена акција. Значи, првото доживување, кога, нели, пред да се случи мотивацијата, е дека постои нешто што недостига во мојот организам. Значи, ако ние континуирано тежнееме од самото раѓање кон некаков комфор или баланс, значи секој човек удобно се чувствува во таа комотна комфорна зона, која што, нели, ја искуствува 9 месеци во стомакот на мајката, бидејќи најкомфорен момент е кога бебето е во стомакот на мајката и кога сите потреби се задоволени. Значи, не треба ништо да прави, а се што му е потребно добива и прима. Значи, добива така. Значи, бидејќи сме го искусиле ова во првите 9 месеци, од моментот на раѓање ние се уште имаме таа до крајот на животот. Значи, до крајот на животот ќе имаме истата потреба да се вратиме во комфорот, тоест во стомакот на мајката, би рекла, каде што, нели, сите потреби ќе бидат задоволени и нема да има потреба да правиме ништо. И сега, за жал, од првото вдишување на воздух, па до крајот на животот, ние континуирано имаме потреби кои што се надоврзуваат една на друга и до крајот на животот сме во дисбаланс. Значи, две состојби има каде што потребите се потполно задоволени, како што кажа, во стомакот на мајката, и втората е нирваната или смртта. Би рекла, каде што и веќе, нели, не се невидливи, има потполно сме во комфорна зона, би рекла. Така да во текот на животот, од отварањето на очите, од примањето на воздухот, значи, ние континуираме, имаме потреба да споделуваме со околината, да разменуваме со околината и нешто ни фали кое што треба да го земеме од таму за да стане дел од нас, би рекла. И сега во овој процес, ова е многу природен, нормален процес, кој што почнува од сензација, значи прво телото реагира, значи ни дава некаков сигнал дека нешто недостига. Таа сензација доаѓа до, нели, информацијата доаѓа до мозокот, па почнуваме да ја препознаваме што е тоа што ми фали. Кога ќе ја препознам, почнувам да размислувам каде можам да најдам ресурси за да го задоволам истото. Значи, мобилизираме ресурси, мобилизираме наши потенцијали за да тргнеме во акција. Наредниот чекор е тргнуваме во акција за да го задоволиме она што ни фали. После што доаѓа задоволување. Значи, после акцијата ја задоволуваме потребата и доаѓаме во една точка на така наречена плодна празнина, каде се отвора простор за нова потреба да дојде или да стане фигура. Така, да. Значи, континуирано ние имаме потреби истовремено, би рекла, од најразлични видови, со тоа што не се сите актуелни во исто време. Значи, една е во фигура, би рекла, другите се во позадина. Значи, една е доминантна во моментот,
која што бара овој циклус да се затвори, значи целиот процес да се изоди, тој циклус се вика круг на доживување. И кога ќе се изоди, се затвора тој круг и се отвара нов. Значи ова е како функционира, како би требало да функционира природно целокупниот процес. Сега, за жал, во текот на остварувањето на процесот, не секогаш ние успевам да го затвориме секој циклус и да затвориме секоја потреба. Круг на доживување. Кругот на доживување е прекинат. Значи, некоја се прокинуваме на ниво на сензација, па имам, нели, не знам ни што ми треба. Има луѓе што ќе кажат што ти е потребно, немам појма. Значи, тоа е веќе, нели, прекинувањето доволен сигнал дека сме го прекинале кругот. Така, значи тука веќе настанало, значи не ги ни детектирам потребите. Толку сум си забранил, значи што веќе не ни имам сензација дека нешто ми се случува. Или еве да речеме, нели, има анорексија, имаме девојки што се прегладнети, а немаат чувство за глад. Значи нема потреба, нема сензација дека нешто на организмот му недостига. Во втората фаза, значи може да дојде, значи, до прекинување во делот на препознавање. Јас знам дека нешто ми недостига, ама не знам што. Нешто чувствувам ми фали, ама не знам што ми е денес. Значи тука може да дојде до прекин на кругот, би рекла. Исто така може да дојде, значи, како што реков, во сите фази, која јас знам што ми треба, откривам што ми треба, меѓутоа појма немам како да го реализирам тоа. И што треба сега да направам? Еве, знам што ми е потребно и сега што? Што се, да. Така, значи може да дојде исто во делот на знам што треба да направам, ама не сакам да превземам акција или не превземам никаква акција. Многу луѓе рекле, јас сум имал идеи, сум сакал да напредувам, да имам бизнис и така натаму, ама не ги кажувам. Не сум го направил никогаш, тоа друг ми ја зел идејата, нели, ја реализирал или превзел акција. Исто така може да дојде во делот на задоволување прекинот. Значи сум превзел акција, сум направил многу пари, многу имот, многу успешен бизнис, ама не можам да се задоволам. Значи секогаш ми треба уште и уште за да се задржам во тој, немам чувство на задоволство. Исто така може да дојде, значи, после тоа во делот на плодна празнина, кога, нели, не можам да откриам сега, нели, која потреба би дошла следна и сакам да се задржам во тој дел, па, нели, повторно го прекинувам кругот на одреден начин. Така да најчесто проблемот или неможноста да чувствувам доволно енергија за да си ги задоволам потребите или да откриам кои ми се клучните потреби во моментот, доаѓа од нашето прекинување на овај круг на доживување. Вакви незавршени кругови, или ние ги викаме незавршени гешталти, значи ние имаме серија на незавршени кругови, многу незавршени, незадоволени потреби од најрано детство па до, нели, до возрастно доба, кој што не се живи. Значи, ако не се затворил кругот, тука се уште е блокирана енергија, таму каде што е прекинат. И како резултат на тоа ние, нели, имаме одредени незавршени работи од минатото. Сега, ако веќе зборуваме, нели, како ова се поврзува или како се спојува со мотивацијата на работното место, значи овој организмички процес, ние на работа одиме за да задоволиме одредена потреба. Значи влегува во процесот на исполнување на себе си. Значи за да станам и да тргнам на работа мора да чувствувам дека нешто ми фали. И дека низ тој процес јас ќе задоволам одредени потреби. Сега во однос на потребите има серија на теории, нели, кои се тие потреби што луѓето ги задоволуваат во текот на работниот живот. Многу истражувања тука се направени. Најпозната е така наречената теорија пирамидата на Маслов, на Абрахам Маслов, кој што направил 5 нивоа или 5 категории на потреби, ги ставил во пирамида по хиерархија. И според оваа теорија на основата се физиолошките потреби или потребите на телото. Значи тука влегуваат потребите за храна, за сон, значи за воздух, за заштита на себе си, зборувам за облека и така натаму, кои што, значи, се основни, базични и според него ако не се задоволат, едноставно човекот нема ни идеја дека треба да превземе нешто друго или да чувствува потреба за нешто различно. Че кој е гладен, жеден, нели нема доволно сон, му студи, нема ни да се сети дека нешто друго му е потребно.
Ако овие потреби се задоволат, на второ ниво се потребите значи за сигурност и безбедност. Тука веќе доаѓа да имам кров над глава, да сум да знам дека на први ќе земам плата или да знам дека ќе можам да земам кредит па да се обезбедам. Значи да имам некоја сигурност, сигурно тло да знам дека ќе опстанам, дека ќе можам да екзистирам. Исто така и овој дел ако не е остварен, значи не можеме да одиме понатаму. На трето ниво значи се потребите за афилиација со другите луѓе, за дружење, за социјални контакти, значи социјална интеракција. Значи дури тогаш нели се сеќаваме дека постојат и други луѓе, па треба и да се дружам. Да. Доколку и овие потреби не се задоволени, нели не одиме на наредното ниво. На наредното ниво се потребите за почитување, потребите за некаков нели статус општествен, за некаков животен стил, да не препознаат, да не вреднуваат за она што го правиме, на работа да ни дадат одредено признание. И на врвот на пирамидата се потребите за самоактуализација, така наречена самоактуализација, која што во едноставно објаснета значи да постанам се што можам да станам се што во животот имам капацитет да станам. Да го направам. Така да ги развијам сите потенцијали што ми се на располагање и најчесто значи на ова ниво се потребите да се образувам континуирано, да имам одредена доспецијализација, значи да ги развивам своите вештини континуирано, значи се додека имам потенцијал за истото. Значи како што кажав, значи првично беше предвидено дека теоретски не може да се оди од едно ниво на друго, иако подоцнешните теории значи покажуваат дека и покрај тоа што луѓето не ги задоволиле базичните потреби и како имаат потреба за да бидат на ниво на почитувани, вреднувани и така натаму. Во 2006 ние направивме едно истражување во Македонија каде што ја тестиравме ова теорија. Значи, и се докажа дека кај нас, нели, македонците од прилика беа 300 испитаници вклучени од повеќе од 40 компании и се докажа дека на прво ниво се нели основните физиолошки потреби, каде што нормално е платата, треба да имам доволно средства за да си купам за јадење и да се облечам и да не ми е ладно и најголем дел се во овој на ова ниво, додека на второ ниво се потребите за почитување. Значи второто и третото ниво се скокаат, така да кај нас не се докажа оваа теорија, така да ние повеќе нели се приклонуваме кон тие подоцнешни ставови дека можеби и покрај тоа што човекот не ги задоволил базичните потреби, како има потреби да се реализира. Студентот нема свој сопствен стан, нели нема доволно средства, меѓутоа и како сака да се самоактуализира. Така да секој доаѓа на работа од своето ниво. Значи некој доаѓа за да заработи плата, да си ги обезбеди базичните потреби. Некој може да доаѓа за да си купи, нели, кров над глава да си обезбеди, да си купи стан, да си купи куќа. Некој доаѓа за да се дружи. Некој доаѓа затоа што тоа му е престиж. Сака да докаже дека умее, дека може да биде виден, да биде вреднуван и така натаму. Некој доаѓа и нели волонтерите ако ги земеме, можеби немаат финансиска надокнада, меѓутоа како резултат на желбата да се само реализираат, само актуализираат, значи се вклучуваат во процесот. Значи крајното ниво е да пак ќе кажам да станам се што може да станам или на работа да го искористам целиот потенцијал. Си од свој потенцијал. Кажете ми сега, веројатно некои од менаџерите и директорите не гледаат и од ова што јас го поднаучив, подготвувајќи се за оваа мотивација и демотивација, не било ви ли најважно на вработениот само да му ја зголемиш платата и тука да застане, па нели јас се направив за него и те зима поголема плата, затоа што тоа потоа не го мотивира во следниот процес на работа. Така некако. Така, значи, пак ја кажам, во овие серија на истражувања што се направени, постои едно размислување дека не се истите фактори, оние фактори кои што предизвикуваат мотивираност или задоволство од работа, со тие што предизвикуваат незадоволство или демотивација од работа. Тоест дека не се значи еден континуум, истиот да го мериме во плюс и минус, туку се паралелни или различни фактори. Значи во фактори на кои може да предизвикаат да не чувствувам незадоволство.
ама не чувствувам задоволство. Не сум незадоволен, ама немам Не сум ни многу задоволен. Немам доживување на задоволство. Тука спаѓаат, тоа се така наречените хигиенски фактори, по кои што спаѓаат платата, значи основните услови за работа, значи основните пакети, би рекла, кои што ми се потребни за да, нели, можам да функционирам. Да. Додека пак другите мотивирачки фактори или оние фактори кои што може да ме поттикнат да се чувствувам задоволен, се можноста да напредувам, можноста да учам, можноста да градам кариера, значи можноста да бидам виден, признаен и така натам. Се на повисоко ниво на хиерархијата. Значи повторно, нели, првите 3 нивоа сега веќе ако ги споредуваме влегуваат во фактори на кои што не чувствувам незадоволство, ама не сум ни многу среќен, додека овие двете нивоа, погорните нивоа се мотивирачки фактори каде што јас навистина доживувам дека оваа работа ме задоволува. Така да менаџерите треба да имаат во предвид точно е тоа дека не секогаш ако обезбедам висока плата, добри услови за работа, ќе бидат сите задоволни и мотивирани за работа. Да, дека луѓето ќе доживуваат задоволство, значи ако не им е овај другиот дел даден како алтернатива, значи во тој случај не би биле среќни и задоволни. Меѓутоа, без плата, без основни услови, без нели она што е потребно на првите нивоа. За првите физиолошки потреби. Значи тука веќе не можеме и да зборуваме за ова друго. За второ, трето, четврто. И да го обезбедам тоа, ако фали овај другиот дел, значи тогаш имаме проблем, значи така ако не можеме да функционираме, можеме ти нели континуирано јас да кажувам колку си добар или колку ја вреднувам твојата работа, а од друга страна нели не ти давам шанса да ни основните услови да си ги задоволиш, затоа што и за да дојдеш на работа треба задоволен да дојдеш. Така е, да. И уште нешто дознав, па здраве Боже, никогаш ако самата сум директор или менаџерка, знам како во постапките. Вели не реагираме исто со емоциите, кога на луѓето, нели, на своите вработеници им кажеш ајде да ги заработиме, кажете како да ги заработиме следните, не знам, $1.000.000 да речеме, туку да им кажеш како да не ги изгубиме, како да не изгубиме $1.000.000. Тоа имаме врска ние со концептот на тоа како емоциите влијаат на тоа дека не треба кон заработка да целиме, туку како да бидеме стабилни или да останеме стабилни како фирма, така ли тоа ли? Добро сега, има најверојатно различни толкувања на овај дел. Во секој случај, значи начинот на кој што ги примаме и пренесуваме пораките и како може да делува мотивирачки или демотивирачки. Значи, нели, и го зборувавме и онај дел, нели, за детето, за бебето, кое што, нели, еве во првиот период се доживува како исто тело со мајката и, нели, кога ќе излезе во тие први 9 месеци, за тоа и постојат. Значи, во тој период очекува повторно потребите да се задоволени, нели, се вакуумира на дојка, на цуцла, од која што ја прима храната и при тоа не вложува дополнителен напор. До кога? До првите заби. Кога ќе никнат првите заби и ќе гризне, сваќа дека има потенцијал да гризе. И сега, тука ние треба да му обезбедиме можност да гризе во животот, или да научи да си го користи потенцијалот, за почеток да му дадеме корка леп. Ако го држиме на млеко до 5 години, никогаш нема да научи да гризе. Значи, наше какви пораки му сервираме. Значи, ако му сервираме дека јас ќе те држам, нели, ќе се удави, века, ќе се задави. Ниедно дете не се задавило, значи кога веќе му никнале забите, знае да си го изжвака лебот и да си земе толку колку што му треба. Значи ако го држам континуирано во некаков условно кажано, му го покажувам светот во кој што е зависен цело време врзан за нешто, тогаш нема да расте. Исто и во фирмата. Значи ако ги држам вработените постојано во грч зависни, врзани дека можеби нели ние ќе успееме или нема да успееме, нема ни да им дадам можност. И обратно, ако им дадам можност да гризат, да го користат потенцијалот, да напредуваат и целата компанија ќе напредува. Така, да. Добро, ви благодарам за ова споделено искуство. Немаме многу време, но остануваме ни сата тема и следната среда, така? Имаме уште многу.